Благодарам, колега Талат. Почитувам колега Тунтев. Веќе почнавме да ве препознаваме како виртуелен раскажувач на приказни. Тиранска платформа има, па нема, па има, па нема. И сега во тој контекст почнавте да раскажувате една приказна како во стилот Пинки го виде Тито, како сте се сретнале со бугарскиот премиер, кажавте дека на времето бил телохранител. И еве јас ќе ви ја кажам перцепцијата и наша, но и на мнозинството на македонскиот народ, кој е епилогот од таа приказна. Епилогот од таа приказна е дека телохранителот го нокаутираше позерот. Тоа е една завршница на таа несрекна средба, несрекна за македонскиот народ по однос на договорот со Бугарија. Велите, зошто пред истекот на 100 дена, почитуван колега? Па ние доцниме. Ние требаше и пред истекот на 50 дена. На начинот на кој што сте тргнале да ги распродавате државните и националните интереси, јас навистина мислам дека доцниме со овие интерпелации. И навистина не само јас, туку и мнозинството на македонскиот народ. Во одговорот на министерот вели дека ги опишува секојдневните средби со странските амбасадори, со меѓународните представници. Тоа е во описот и пописот на неговата работа, како што и нас ни е работа овде. И како што нас ни е работа да се сретнуваме со граѓаните на Република Македонија. Знаете ли, почитуван колега Тунтев, што велат граѓаните на Република Македонија за работата на министерот Димитров и на премиерот Заев? Дека тие се најскапата странска инвестиција во Република Македонија. И да сме сакале, не сме можеле вака да ги измислиме. Луѓе кои што на таков брз начин, со толку неподнослива леснотија ги распродаваат интересите. Не само со договорот за Бугарија, туку и со средбите во Грција. Тоа беше историска шанса, историска можност повторно да се реафирмира прашањето за македонското малцинство во Република Грција. Дали знаете каков духовен препород доживува нашето македонско малцинство таму? Но воопшто не се заинтересира нашиот министер за надворешни работи. И видете, вака како што тргнал, јас верувам дека до крајот на годината без проблем ќе не примаат во НАТО, затоа што оваа гарнитура, овој министер е спремен да го смени името на Република Македонија. Тоа е единствениот услов кој што НАТО ќе не прими, а вие гледам дека сте спремни за тоа. Благодарам.